Вестите на Сител. Во студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 8. Најмалку 8 македонски државјани во текот на денешниот ден треба да бидат евакуирани од Израел во Македонија. Владиниот авион е подготвен и чека на Скопскиот аеродром, па кога ќе се обезбедат услови кога нашите државјани ќе пристигнат на безбедна територија, тоа најверојатно ќе биде во Египет, да ги врати назад во Македонија. Во Израел 28 македонци побарале евакуација. За македонци во Иран до овој момент нема информации. Со оглед на тоа што воздушниот простор е затворен, преку копнен пат ќе бидат пренесени до Египет, а таму ќе ги чека авионот да ги врати во Скопје. Станува збор за 4 возрастни и 4 деца. Останатите од вкупно пријавени 28 македонци кои сакаат да го напуштат Израел, се изјасниле дека ќе чекаат воспоставување на редовен авионски сообраќај од Тел Авив за да се вратат во Македонија. Гледаме доколку можеме во соработка со неколку други држави да обезбедиме заеднички конвој до границата со Египет, бидејќи сметаме дека тоа безбедносно ќе даде поголем товар на обезбедување на сигурност од страна на властите на сите држави кои што се вклучени во овој конфликт. Сработиме безбедно да ги пренесеме прво со логистичка поддршка на нашата амбасада во Тел Авив до границата со Египет. Од границата со Египет превзема нашата амбасада во Кајро. Обезбеден е смештај за тие лица во Шарм ел Шејк и потоа до аеродромот во Шарм ел Шејк тие ќе бидат пренесени со владиниот авион во Скопје. Владиниот авион е подготвен и чека на Скопскиот аеродром кога ќе се обезбедат услови и кога нашите државјани ќе пристигнат на безбедна територија да ги врати во Македонија. Уште во текот на вчерашниот ден комуницирав со министерот за надворешни работи. Ги откажавме сите летови, а конкретно председателот на собрание денеска требаше да лети со авионот во Баку, го откажавме тој лет за да можеме да ги донесеме нашинците до безбедна територија. Чекаме некаков податок од Министерството за надворешни работи да ни каже каде и од кое место можеме да ги излечеме. Премиерот Мицкоски во постојана комуникација со МНР и очекува најдоцна до утре пријавените наши државјани да бидат евакуирани. Ќе биде ангажиран владиниот авион, се прави напор за нивна евакуација до соседните држави. Најверојатно тоа ќе биде соседен Египет, се прави список. За сега пак Министерството за надворешни работи нема информации за евакуација на наши државјани од Иран. Во Израел пак се наоѓаат околу 100 македонци. Македонската амбасада во Тел Авив се наоѓа на безбедна локација и за сега нема намера за евакуација на дипломати од ДКП-јата. Тамара Дичаска, Сител телевизија. Колку сме поединствени, толку ќе бидеме поотпорни на било какви предизвици. Билатерализацијата е клучна пречка во интеграциите за балканските соседи, рече председателката Силјановска на заедничката пресконференција со незиниот албански и бугарски колега во Тирана. Радев пак потенцираше дека Бугарија не поставува и нема да постави услови кои излегуваат надвор од преговарачката рамка. Шефот на дипломатијата Муцунски вчера попладне изјави дека Македонија е подготвена да разговара со Бугарија на самитот на НАТО во Хаг, истакнувајќи дека разговорите не може да одат надвор од македонските црвени линии. Македонските власти со засилена динамика работат за средби со официјална Софија. Шефот на македонската дипломатија вели дека е подготвен да разговара со бугарските власти за решение во рамки на европските вредности, но подвлекува црвена линија за македонскиот јазик и идентитет. По однос на редефинирање на нашиот идентитет, по однос на прашања од историската природа кои што можеме со апсолутна сигурност да ги констатираме, по однос на прашања поврзани со другите идентитетски атрибути на македонскиот народ, за такви прашања не сме подготвени да разговараме, но да сме подготвени за изнаоѓање на рационални решенија во рамките на европските вредности. И секаде онаму каде што има волја, може да се најде соодветен пат. Официјална потврда дека председателката ќе се сретне со Желјасков по иницијатива на Кошта во Хаг се уште нема, но Муцунски информираше дека за оваа средба се води засилена комуникација. Се надеваме дека таа средба ќе се оствари, има една засилена комуникација во следните денови, се уште ништо не можеме да потврдиме. Председателката Силјановска Давкова ќе биде таму и јас заедно со министерот за одбрана исто така ќе бидеме дел од таа делегација и се надеваме дека една таква средба може да даде импулс кон изнаоѓање на некое решение.
Дополни дека има антитековна комуникација со сите земји членки, а фокусот е со Европската комисија и со Европскиот парламент, како и колку што е можно со соодветни канали на комуникација со Бугарија, која што го блокира овој процес. Можност за средба беше и денешниот самит во Тирана, каде Сијановска пред Радев кажа дека една од најсериозните препреки на интегративниот пат доаѓа од самите балкански соседи. Председателката вели Македонија е фокусирана на соработката. Која е пораката наша? Ние не смееме да дозволиме да бидеме геополитичка и геоекономска периферија. Потребна ни е соработка инфраструктурна, економска, енергетска, дигитална, зашто преку соработката ќе изградиме посилен, поповрзан и поконкурентен регион. Често пати велам да не очекуваме да не почитуваат ако не се почитуваме меѓу себе. Бугарија никогаш не поставила и нема да постави услови надвор од преговарачката рамка и надвор од двата протоколи, порача бугарскиот председател. Ние сакаме час поскоро се што стои во тие документи да се запази. Тоа што сакаме да го видиме е навистина запазување на човековите права. Станува збор за човекови права, чекаме трета година да се отвори процесот на присоединување и да почнат преговори со Северна Македонија и со промени во уставот. Моето прашање е зашто тоа не се случува. Сијановска и Радев негуваат прилично коректни односи во последната година дена, се еден од ретките мостови за поврзување меѓу двете држави. Габриела Лескова, Сител телевизија. Мендук Тачи е на чекор до владиното мнозинство. Неофицијални информации до кои дојде Сител велат дека за него се чува заменичкото место во Министерството за одбрана. Покрај него во игра и пратеникот од турската партија Бејџан Илијас, кој би можел да стане и амбасадор. Изет Меджити се уште му го држи во резервација заменичкото место во одбрана на Мендук Тачи, доколку тој реши да ја промени страната и од опозицијскиот фронт на ДУИ да замине во владеачката вреди. Официјално од владиниот кабинет на Мицкоски велат дека се уште нема договор со лидерот на ДПА да го зголеми владеачкото мнозинство во парламентот со 1 глас плюс, а за сметка на тоа да добие заменик министерско место. Неофицијално пак албанските партнери веќе брифираат дека Тачи се враќа во коалиција со ВМРО ДПМН. Според некои информации во математиката нови пратеници влегува и Бејџан Илијас од Турската демократска партија, иако досега тој негираше вакво нешто. Илијас е дел од Европскиот фронт на ДУИ од честата изборна единица. Извори од албанскиот блок велат дека на него му е понудено дури и амбасадорско место. Доколку Илијас го напушти собранието, на негово место треба да влезе пратеник од ДПА на Тачи. Во тој случај Тачи барал поголем дел од колачот. Од друга страна, Скендер Реджепи од Движењето Народ, кој често се споменува во комбинации за промена на политичката страна, а сега е дел од коалицијата на ДУИ, вели дека останува во фронтот. Реджепи ќе се обиде да ги подобри своите позиции преку градоначалничко место во Студеничани. Сметаме дека токму во општина Студеничани Движењето Пополи е еден главен фаворит. Меѓутоа, и тоа е наше барање во текот на преговорите, меѓутоа нема да видиме пречка за заеднички договор, ќе бидеме толерантни согласно по битните работи кои што се во државата. Значи станувате во Европски фонд, имате понуда, например, за мене е срамно да ми дадат понуда, оти сум дел од Европскиот фронт. Иако вели дека нема да прави проблеми во Европскиот фронт, Реджепи коментира дека разговорите на Ахмети со Таравари за соработка на локалните избори се само приватни разговори и дека за евентуалниот влез на лидерот на Алијанса треба да одлучат сите во коалицијата. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Државата планира да се задолжи околу 1,9 милиарди евра за изградба на брзата пруга. Веќе почнува постапката во која ќе се пребираат понуди од 15 на реномирани финансиски институции со кои претходно сме соработувале како Светска банка, ЕБРД, Германска банка. Целта е да се најде најдобрата понуда и најповолното задолжување. Во меѓувреме се финализира и ребалансот на буџетот, кој се очекува пред пратениците да се најде во втората половина на летото. Него земаме кредитот од Велика Британија. Навистина многу се изместија работите во начинот на кој што се комуницира. Ние склучуваме договор за соработка со Велика Британија, каде што британската експорт банка е таа која што ќе даде гаранција дека доколку не го враќаме кредитот,
тие ќе го вратат во наше име, што во суштина значи нашиот кредитен рейтинг на некој начин го подобруваат за да може да добиеме пониски каматни стапки. Суштината и конекцијата помеѓу нас и Британската банка е во тој дел. Со коментарите кои што се дават, се прави штета на земјата во однос кога се задолжуваме, утре ќе дојде еврообврзница, зашто ќе треба следна година доспева 700 милиони еврообврзница, што ни ја зема? Ќе треба да отидам на европскиот пазар, кога ја земале јавниот дug бил под 55%, сега оставиле над 60 водан борба и уште дополнително подгреват со невистините, нереални факти и манипулации и прават штета повторно на земјата.